Предизвикот го претворила во хоби, а хобито во мал бизнис. Така Јасмина Баџукова го опишува почетокот на нејзината креативна приказна, во која изработува модни аксесоари, поточно брошеви и детали за врат, попознати како чокери. Аксесоарите ги изработува од најразлични материјали, а за нив користи и дополнителни каменчиња и монистри кои ги вези. Пасијата кон природата ја инспирирала да почне со изработка на овие модни детали. Голем дел од брошевите и од чокерите, тоест не голем дел, него 90% од нив се сите цветови, значи идејата ми беше цвет. Да, предизвики со природата, да видам како изгледа еден цвет, како може да се направи. Најчесто си поставувам сама на себе предизвици да правам нешто кое што порано не сум го правила и не знаев да шијам. Воопшто не знаев да шијам и си поставив предизвик дека ќе научам нешто да правам. Научив и почнав да правам, меѓутоа од шиење премина на везење и така да премина некој мал скромен бизнис. Јасмина е позитивен пример за општеството, не само поради упорноста и неоткажувањето од својата желба, покрај предизвиците, туку поради и тоа што дел од паричните средства кои ги добива од продадените аксесоари ги дава во добротворни цели. Поточно помага на семејствата кои ја имаат потребата, како и лекување на бездомни животни. Првиот месец работев, собрав пари за материјали, за да набавам материјали. Сега конкретно донесов одлука, значи парите кои што ќе ги заработувам од овие брошеви, се од нека одредена сума. Пари, дел да одат за набавка на нови материјали, 30% да одат за бездомни животни, конкретно за лечење на бездомни животни, заради тоа што тие се снаоѓаат со храна, меѓутоа и се разболуваат и има некои болести кои се пренесуваат на луѓето. За лечење на бездомни животни и 70% од парите решив, 50% од парите, 70% од она кој ќе остане, решив да го донирам на луѓе кои што се во потреба. Меѓутоа не пред камери, не пред апарати, значи тоа да го правам луѓе кои што стварно имаат потреба за пред Великден, пред Божик и во текот на целата година. Да ги давам парите. Ќе бидат дадени парите, како што досега давав, меѓутоа досега во помала количина, ова ќе биде малку повеќе на луѓе кои што имаат потреба од храна, луѓе кои што имаат потреба да извадат документи, да им се најде работа и на пензионери кои што живеат сами, кои што имаат мали примања, значи на луѓе кои што имаат потреба од пари. Креаторката вели дека секоја уметност е исход од некои чувства и дека најкреативна е кога се соочува со повеќе мисли, со што изработката на овие детали и го ослободуваат умот и ја релаксираат, што е случај и со многумина други кои се занимаваат со било каков вид на креативна работа и уметност.